колешки. Многу да кажеш, да зборуваш, а ништо да не кажеш. Ова е, некои го прават со многу тренинг, но вие, како член на извршниот комитет на Социјалдемократскиот сојуз, го направивте со читање на некој памфлет, пусулче, што ви го дале од партија. Јас не сум член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и ќе морам со своји зборови да ви одговорам на ова што го кажувавте. Ќе почнам од тоа што го читавте како поддршка во октомври што го добивал вашиот премиер. Требало да ви кажи правата вистина, целата вистина. Ова што го читавте како поддршки и поздрави од некои државници, требало да ви кажи дека сигурно му го честитале името за Митроен, како Димитар. Никаква друга поддршка ниту сте добиле, ниту имало. Зошто, почитувана колешка, ви се молам. Забележав уште нешто во вашата реплика. Велите, почитуван колега, спомнавте купување на возила, мебел, стоки, услуги, прекувремени вработувања. Одма да ви кажам, почитувана колешке, не спомнав. Но како стоматолог, одма можам да диагностицирам каде ве боли запчето, каде што има пари за крадење. Затоа вие го спомнавте тоа, а ниту го спомнав, ниту имав намера. Но еве, добро е што ме подсетивте, добро е да ви кажам дека апсолутно со овој буџет немате кратење во ништо. Апсолутно во ништо. Од ова се што спомнавте. Уште една интересна реченица ви забележав. Ова што сте го кажале, дека инфлацијата ја имало и во другите држави и била, не знам, повисока или тука некаде. Јас секогаш зборувам со факти, така ќе биде и сега. Во Македонија инфлацијата за октомври е скоро 20%, 19,8%. Во Србија 14%, Хрватска 12,8%, Црна Гора 16%, Словенија 10%. Напола од Република Македонија, а колку се поразвијани и колку подобри економии имаат, тоа можат да го потврдат и сите оние граѓани, сите студенти кои секоја година заминуваат да студираат или да живеат граѓаните во оваа наша блиска земја, Словенија. Уште нешто. Зборувавте, рековте, автопати може не изградивме, ама локално патишта се отепавме градење. И одма пак со аргумент. Колку сте изградиле локални патишта, многу добро ви кажаја граѓаните на локалните избори. Ви кажаја. Уште нешто ми падна така во очи од ова што го, па и Дуи помина многу добро на избори на локални. Од ова што го кажувавте, забележав дека сите се криви, само вие не. Сите се криви. Русија, кризата, струја немало, енергенси немало, ова, сите се криви, сите само како некој заговор, а само вие не сте криви. Па еве, кога сакате да кажувате што се случуваше во октомври, ќе ви кажам. Го скапавте шетање вашиот премиер, го прејадивте кебапчина, бурици, нездрава храна, затоа може дополнително стомакот го заболе во секој град, го храните со нешто што ќе ви падни на памет кај некој ваш близок партиски, не знам, угостител. Не најдовте за сходно во ниту еден град
да го несите човекот и да каже, еве ова ние го направивме во Прилеп, еве ова го направивме во Битола, еве ова го направивме во Гостивар. Вие ви дали да прочитате некое книжуле, вие си го прочитавте, ама фактите, аргументите зборуваат друго. ВМРО ДПМН е почитувана колешке, секогаш зборувам со факти, изгради 100 километри автопат. 3 автопати. Вие немате изградено целосно ниту 1 километр. Се повикувавте на извештајот на Европската комисија и таму многу ве фалеле. Па ако ве фалат, немаше 2 години со ред да добивате најниска оценка. За прв пат оценката на Европската комисија за напредокот е под 2. Лани 1,59, годинава 1,62. Почитувана колешке, јас не зборувам тоа што ќе ми кажат од партија, туку ги читам податоците кои ги доставиле како од Завод за ревизија, како извештајот на Европската комисија за напредок и слични релевантни такви податоци, а не приказки за мали деца кои ви ги дале да ги читате вие. Уште нешто интересно спомнавте, велите буџетот да е висок, голем, но во Европа викате има и други земји со многу повисоки буџети. Измисливте топла вода, Кина ја откривте. Ами Германија има ки знае колку поголем буџет, ама ние со Германија ќе не токмите. Ви ги кажав ставките на инфлација како се движат во регионот. Тоа вас треба да ви биде показател дека работите лошо, односно не работите. Сте предвиделе како економски раст за нареднава година 2,9%, што е исклучително ниско, но јас, верувајте, ќе бидам пресреќен ако на крајот на 2023 година се пофалите дека сме имале ваков раст од 2,9%. И сите сега анализи покажуваат дека оваа проекција ќе оди надолу. Сте предвиделе дека инфлацијата, иако во моментов е 20%, дека ќе ја задржите на 7,1%. Да ве подсетам, почитувана колешки и почитувани колеги од власта. И лани, по истото ова време, кога разговаравме за ланскиот буџет, исто така имаше вакво несогласување, каде што велевме дека инфлацијата ќе биде многу повисока, вие ни велевте не, сега ќе биде 7%, а во текот на годината, во втората половина од 2022 година, ќе ја донесеме на 2,4%. Ако грешам, тука е и почитуваниот министер, може да ме исправи. Наместо 2,4% инфлација, почитувани колеги, инфлацијата во моментов е 20%. Инфлацијата од 20%, почитувана колешке, ги изеде и покачувањето и на плати, и на сите оние мерки кои ги предвидовте, но не до крај ги спроведовте во изминатата година. И затоа сме тука кај што сме, на дното. Затоа, кога ќе реплицирате, ќе ве молам да зборувате со издржани бројки, со факти, со аргументи, да не си зборуваме овдека за новогодишни желби, лампиони и подароци од Дедо Мраз. Ви благодарам.